председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, денеска пред нас предлог на закон за вештачење. Оде во салата новиот заменик министер за правда. Добре дојдовте. Токму затоа и траеше овде дебатата 10 дена. Гледате како во Македонија предлог законите не ги надживуваат нивните предлагачи, не ги надживуваат поверениците, иако законодавно творечкиот процес не завршува кај предлагачот, туку продолжува овде во собрание. За жал нас и нема кој да не слушне, затоа што ја започнуваме дебатата и даваме забелешките пред едни, па продолжуваат други. Меѓутоа, еве, ви посакувам успешна работа. Се надевам дека со нашите дискусии ќе допринесеме барем малку кон подобрување на овој текст на закон. Сакам да знаете дека и покрај сите политички можеби несогласувања, кога станува збор за вакви сериозни закони, како опозиција секогаш се трудиме колку можеме да допринесеме за да го подобриме законскиот текст. Она за кое што говоревме пред она постава која што беше изменета, еве ќе продолжиме денеска, имавме повеќе забелешки, дел од нив ќе истакне и колегата Аџиевски. Например, со закон за вештачење, Бирото за судски вештачење се претвара во биро за проценка. Самиот термин проценка е нешто што е различно од вештачење. Во развиените европски земји, например, во Латвија, дури крим техниката во Министерството за внатрешни работи е под Бирото за судски вештачења за истото да се издвои од подносителот на кривични пријави. Вака како што е замислен овој закон, каде што огромен дел од вештачењата треба да поминат кај приватни субјекти кои што се регистрирани согласно Законот за трговски друштва, се поставува прашањето каде би се вештачеле кривичните предмети на јавното обвинителство, каде би се вештачеле кривичните предмети на судот. И овде не завршуваат дубиозите во врска со законот. Јас не би одел со ред, туку најпрво би сакал да ви апелирам за една злоупотреба која што се случува на европското знаменце. Имено овде од владата ни стигнуваат закони подпишани дека се усогласуваат со европското знаменце, иако од овој закон од вкупно 70 членови само за два пишува дека се усогласени со регулативата на ЕУ број 910/2014. Меѓутоа, ако и погледнете документите во собрание, ќе видите дека тие директиви се усогласени дури од претходниот состав на ова собрание. И единствено каде што се повикуваат на некои одредби поврзани со европскиот закон се членовите 15 и 17 од предложениот закон, односно усогласувањето се врши со Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, што значи дека не станува збор усогласување со европското законодавство, туку станува збор усогласување со наши домашни веќе постоечки закони. И треба да правиме разлика помеѓу вертикално усогласување со ЕУ легислатива и хоризонтално усогласување со закони кои што веќе се донесени. Останува прашањето, зарем секојаш кога ќе има измена во било кој македонски закон во однос на поднесување на документи во електронска форма, зарем со секој закон ние повторно ќе се усогласуваме со Европската Унија? И овде, ова е само еден мој апел да не се злоупотребува. И она за кое што говоревме на комисијата во еден друг состав во Министерството за правда, излезе дека е точно. Апелиравме: намалете ги дискреционите овластувања на министерот за правда. Еве во законот членот 16, дискреционо право на министерот за правда да назначува членови на испитната комисија. Доколку владата е предлагач на законот и доколку имаме декларативни заложби да се бориме против корупција, во тој случај по дефиниција оди дека борбата против корупција треба да значи и намалување на дискреционите права. И еве тоа што го зборувавме, за жал излезе дека е така, па законот го надживеа и министерот кој што го предложи или кој што беше негов повереник. Она што алудиравме, намалете ги дискреционите права на министрите, останува и сега. Тогаш го говоревме, намалете го дискреционото право на Тупанчевски, сега еден друг состав, други министри, меѓутоа останува истото. Намалете го дискреционото овластување. Сакав и еден друг момент да ви предочам, добро е што сте овде. Стекнување со лиценца без полагање на испит. Во членот 20
Со лиценца за вештачење без полагање на испит може да се стекне и наброено. Согласно текстот се предвидува дека се оние кои што ги исполнуваат условите можат без полагање на испитот, доколку го поминат министерскиот филтер за усогласеност, да добијат соодветна потврда. Повторно дискрециони права кај министерот. Меѓутоа, има уште една работа, не знам дали е превид во Министерството, апелирам да го проверите. За потребни документи, пишува вака, потребна документација од член 9 став 2, алинеи 1, 2 и 4 од овој закон, пошто му се издава лиценца за вештачење и се запишува во регистарот за вештаци. Прашањето е, ако го погледнете членот 9, ќе видите дека во ставот 2, алинеја 1 е да е државјанин на Република Македонија, ставот 2 да има живеалиште, ставот 3 да има високо образование со потврда за положени 300 ЕКТС. Зошто ставот 3 го нема во потребните документи? Дали е само превид, дали е ненамерна грешка? Меѓутоа, тоа комбинирано со дискреционите права за овластување кај нас, разбирливо предизвикува сомнежи дека се подготвени условите доколку се помине министерскиот филтер за усогласеност. Зошто да барате докази за степен на образование или зошто пак да барате докази за работно искуство? Ќе ве потсетам, работното искуство е предвидено во алинеја 5, образованието во алинеја 3. Мистериозно скокнати 3 и 5, односно потребни се од став 2, алинеи 1, 2 и 4. На овој начин не смеат да стигнуваат овде закони. Меѓутоа, се гледа една јасна тенденција што повеќе да се зголемат дискреционите овластувања. Зборувавме на комисијата исто така и за членот 7, се извинувам, за членот 7, каде што е таа разлика од дебата на пленарна седница и на комисии. Не можеме за 10 минути да стигнеме сите забелешки да ви ги изложиме. И затоа имаме проблем со континуитетот, меѓутоа, за жал на предлагачот има само интерес да остане што подолго на власт, не го интересира дебатата, не го интересира дискусија. Токму поради тоа сите дебати еве ни паднаа во вода и овде се тркаме со времето. Членот 7, странски вештак. Доколку во Република Македонија нема вештак или установа од определена област и други случаи определени со закон, вештачење може да врши странски вештак или странска стручна институција според законите на матичната земја во која што е регистриран врши вештачење. Прашањето е, ако има одговорност, по чии закони ќе бидат одговорностите? Зошто немаме ограничување кои земји ќе бидат? Зошто нема ограничување која тарифа ќе се применува? Зошто кога станува збор за странски вештак имаме еден ваков штур празен член 7 во кој што единствено обврска, односно за да добиете право да вршите вештачење во нашата земја, да ги исполнувате условите за вршење на вештачење во матичната земја од која што потекнуваат. Сметам дека и овде имаме навистина еден несериозен пристап, затоа што и сами знаете неквалитетните вештачења можат да предизвикаат огромни последици за правото, за правдата, па и материјална штета на владење на правото и на останатите принципи. Да го доработите членот 7, ние најавивме и одредени амандмани, меѓутоа еден апел да не стигнуваат неквалитетни, недоработени закони и еден апел кога се пазарите за промена на министри, заменици министри, најпрво завршете ги важните закони, не оставајте ги вака да не висат во воздух дискусии, незавршени на крајот на денот, и правосудството и фелата ќе добијат неквалитетни закони. Зошто? Затоа што некој се плаши од избори. Апсурд.